Уште еден ден и ќе започне долго очекуваното судење за катастрофалниот пожар од март годинава во дискотеката Пулс во Кочани, во која животот го загубија 63 млади лица, а беа повредени околу 200. Во среда ќе започне соочувањето со правда за обвинетите 35 физички и 3 правни лица. Правда и соодветни казни очекуваат и роднините на загинатите и целата македонска јавност. Тоа беше искажано и на последниот масовен протест во Скопје. Судењето ќе се спроведе во специјализираната судница во КП Дом Идризово, а најавено е и дека ќе се води со темпо од 2 рочишта неделно. Од Скопскиот кривичен суд потврдија дека се обезбедени сите неопходни услови за фер и транспарентна постапка, а обвинителството информираше дека нивниот тим е составен од 15 обвинители за да од нивна страна нема успорување на процесот. Македонската јавност будно ќе го следи процесот. Покрај нужноста од правда, ова е голем тест за македонското судство и обвинителство. Или ќе го поправат впечатокот кој ги имаат граѓаните за нивната работа, или ќе го срозаат и онака малиот рейтинг. Пратеничката од Левица Јована Мојсовска денеска порача дека власта нема повеќе ниту еден аргумент да го одлага одржувањето на надзорна расправа за трагедијата во Кочани, имајќи предвид дека обвинителниот акт е поднесен пред повеќе од 1 месец. Власта е на потек. Надзорна расправа за трагедијата во Кочани мора да се одржи, а тоа го ветуваа пратениците на ВМРО-ДПМН. Во сите нивни изјави и медиумски настапи пред неколку месеци, пратениците од власта тврдеа дека надзорна расправа ќе има штом се поднесе обвинителниот акт, наводно за да не се попречува истрагата. Власта веќе нема изговор да не поддржи надзорна расправа и формирање анкетна комисија за најголемата трагедија во поновата историја на Македонија, напиша Мојсовска. Каква храна јадат младите е многу важно прашање, особено дали храната е безбедна и нешто на што државата мора да внимава. Во тој правец Агенцијата за храна и ветеринарство минатата недела ги проверувала сендвичарите и бурекџилниците во непосредна близина на училиштата. Од 445 инспекциски контроли, кај 19 откриле дека во промет се продавала небезбедна храна. Кај 30 биле утврдени незадоволителни хигиенски барања за безбедност на храната, а 26 воопшто не биле регистрирани како оператори со храна. Понатаму АХВ открила и дека 60 оператори немале имплементирано процедури за добра хигиенска и добра производствена пракса, а дури 32 немале спроведено задолжителен здравствено-санитарен преглед на вработените лица. Сето ова загрижува и повикува контролите да продолжат и во други објекти каде се продава храна, а да ги опфатат и фирмите што ги снабдуваат училишните мензи. Во првите 16 дена од ноември, полициските сообраќајни контроли низ Македонија откриле над 10.000 сериозни прекршоци. Најголем дел од нив биле пребрзо возење и возење под дејство на алкохол. Од полицијата велат дека при контролите дури биле уапсени и 55 лица, најчесто отивозеле во алкохолизирана состојба. Еден возач дури бил фатен како вози во спротивен правец, што полициски службеници го опишале како потенцијално катастрофална ситуација. Од МВР велат дека против сите приведени се поднесени соодветни кривични пријави. Од денеска е отворен јавниот повик за доделување на вредносни ваучери за студенти за набавка на електронски уреди, информира Министерството за дигитална трансформација. Сите студенти може да аплицираат најдоцна до 20 декември 2025 година, а реализацијата на ваучерите, односно подигањето на уредите, може да се изврши до 31 декември 2025. Од вечерва на територијата на цела Македонија дождови ќе го заменат сонцето и ветрото време што го имавме минатата седмица. На многу места во државата оваа седмица ќе наврне многу дожд, што може да доведе и до излевање на реките во некои региони. И во Скопје и околината следува период на нестабилно и ветровито време со чести и обилни врнежи од дожд. Температурите пак поради изразеното јужно воздушно струјење ќе бидат надпросечно високи за овој период од годината. Вооружен инцидент синоќа на границата меѓу Србија и Косово. Вооружена група албанци во подножјето на ридот Шоп испукала 15 истрели кон српската војска.
Како што информираат српските медиуми, вооружената група со 6 джипови по пукањето избегала во правец на Косово. Ниту еден од припадниците на српските вооружени сили не е повреден. Албанската опозиција од денес почнува со протести пред владата во Тирана, како што најави се до уривање на наркорежимот. Лидерот на Демократската партија Сали Бериша истакна дека засега протестите под мотото "Протестирам за семејството, за економијата, за демократијата" ќе бидат пред владата секој понеделник, додавајќи оти наркорежимите можат да бидат соборени само како во Непал. Отворена е истрага за наводни туристи снајперисти, кои за време на воената опсада во 1992 година на Сараево плаќале огромни суми пари за да пукаат со снајпер во цивили за забава. Истрагата ќе ја води обвинителството од Милано, а ќе се бараат богатите луѓе, претежно од Италија, кои плаќале и по 100.000 евра дневно за да може да ловат луѓе. Обвинителството води постапка за убиство извршено со сурова и подла намера. Точно пред 6 години беше регистриран првиот случај на коронавирус кај 55 годишен маж од кинеската провинција Хубеј. Од тогаш до денес бројот на заразени во светот ја надмина цифрата од 55 милиони, а од последиците предизвикани од овој вирус починаа повеќе од 1,3 милиони луѓе. Епидемијата беше проследена со многу тешки мерки како затворање и изолација на населението, носење маски и вакцинирање низ светот, од кои сега по поминатите 6 години произлегува дека некои биле престроги. Председателот на Узбекистан Шавкат Мирзијоев на средбата со лидерите на 5 поранашни светски републики од Централна Азија – Казахстан, Киргистан, Таџикистан, Туркменистан предложи создавање заедница на Централна Азија која ќе промовира економска интеграција во регионот во кој живеат над 80 милиони луѓе. Тој предложи и редовните состаноци помеѓу шефовите на земјите од Централна Азија да се трансформираат во официјален регионален блок. 5 земји го поканија во заедницата и Азербејџан. Кризата во Карипското море расте, САД како да се подготвува за воена интервенција во Венецуела. Тие често гранатираат мали бродови за кои велат дека превезуваат дрога. Од вчера таму е еден американски носач на авиони. Претходно САД во Порто Рико распоредија 10 борбени авиони и 8 воени бродови и нуклеарна подморница. Од друга страна, председателот на Венецуела нареди општа мобилизација и повикува на мир, но сепак и неколку големи руски транспортни авиони слетаа на тамошните аеродроми. Најмалку 30 луѓе загинаа во саботата во рудник за бакар на југоистокот на Конго откако се урнал мост. Трагедијата се случила во провинцијата Луалаба. Рударството е клучен сектор во Конго кој директно вработува меѓу 1,5 и 2 милиони луѓе, а повеќе од 10 милиони жители индиректно зависат од него.